Фолклор Гајда, село Ињево. Големо е задоволството да се биде изведувач, културен деец и уметник кој неизмерно се оддава и препушта на културните вредности, се со цел да ни покаже дека вредиме и постоиме, обстојувајќи и негувајќи ги културните вредности. Фестивалот на изворен Фолклор Гајда, село Ињево, од своето формирање во 1996 година па се до денес одбројува 16 години постоење. Оваа манифестација представува голема инвентивна идеја како надомест за голема културна потреба, па до денес извршува и незаменлива културна мисија и се потврдува како манифестација од голем интерес. Особена благодарност упатуваме до раководителот на фестивалот на изворен Фолклор Гајда, село Ињево, на господинот Ристо Тодоров, кој сите овие години успева да ни покаже дека ова поднебје е препознатливо по негување на фолклорот, традицијата, обичаите и носиите, кои се символ на жителите од село Ињево, а и на сите нас низ државата. Традиционално, оваа манифестација се одржува на прекрасното место во комплексот на црквата Света Богородица. Оваа година фестивалот се одржува заедно со празникот Лазариса, кој што е за сите нас многу препознатлив, пречекувајќи ги лазаринките во своите домови. Годинава учество ќе заземат околу 15 фолклорни групи. Покровители на овогодинешниот фестивал за изворен Фолклор Гајда 2011 година се Министерството за култура на Република Македонија, како и градоначалникот на општина Радовиш, доктор Роберт Велков. Па затоа, драги мои, го поканувам градоначалникот да повели и да го отвори овогодинешниот фестивал. Повелете. Почитувани присутни, ценети гости и драги домакини. Ми причинува голема чест и задоволство што еве и оваа година се собравме по 16 пат да го прославиме овој толку значаен за нашиот регион, за нашиот град фестивал за изворен фолклор Гајда од село Ињево. Ја користам приликата да упатам голема благодарност до Министерството за култура, кое што увиде дека овој фестивал навистина вреди за овие простори, бидејќи се одржува токму 16 години. Исто така користам прилика да упатам благодарност и до Советот на општина Радовиш, кој што одвои дел од средствата за ваквите културни манифестации во нашата општина. Меѓутоа, не можам да го заборавам и организаторот на овој настан, кој што 16 години неуморно работи и ова е навистина негово дело. Им благодарам на сите. Во оваа прилика сакам да ги поздравам сите гости, сите надпреварувачи, бидејќи овој фестивал е од надпреварувачки карактер, па така да сите ансамбли кои што дојдоа денеска да го прикажат својот фолклор на најдобар можен начин. Поздравувајќи ве уште еднаш и оваа година го прогласувам за отворен овој фестивал за изворен фолклор Гајда од Ињево. Благодарам.
Няма да може да ги снимам цели тот, ќе снема батерија, гледам. По-малко ќе треба. Тие другите цели. Не, саних малко ќе ги снимам и ова има друг. Копачката да ја фанеш. Како беше? И ситно се нема да снимаш. Što mi je bela
Nikola more, u naše selo kuća da imam, aj što mi je berak Nikola more, imao da imam lele, Boga da mi dam. Aj što mi je berak Nikola more, kravi da čuvam, mleko da mrzam. Aj što mi je berak Nikola more, ubava žena more, jaz da zimam. Ubava žena, jaz da zimam. Ubava žena more, s osnogu deca.
Нещо иска да повели? А ова нема да прочитам на кого е. На гајдаджијата Илија Димовски одбител. Поставките на овие по возрастните гајдаджи идат и млади. Еден од нив е Дарко Коцев од Ињо. Дарко сигурно е со девојката, па татко му ќе ја земе. Исто така млад гајдаджија Роберт Митров од Јарковиќ. Жирито едногласно одлучи и беше фрапирано од настапот на магистер Јане Крстев од Ново Село. Најдобри играорци, бидејќи секојаш има добри, па подобри и најдобри. За најдобар играорец е прогласен Ристе Јованов од Гајда. Најдобра играорка, која навистина одамна таков кец во Радовиш не дошол да одигра во еден фолклорен ансамбл, Кристина Антовска од Чучур Сандево. Најдобро соло пејачка убедливо Марија Димко. Најдобра изведба на стара изворна песна дуото од Кут Поло Коро од Брвеница. Епа сега. Најдобар изворен оркестар, тие сами се нарекоа трио изворен оркестар, да ние ги прекрстихме, нека ни простор едно трио, тоа са Александар, Игор и Александар. И покрај годините што одминуваат, луѓето држат до обичаите и до носиите, и така жирито за најдобра, најкомплетна изворна носија ги прогласи Кут Весели пензионери од Пробишти. Како не би биле сите во исти коши по возрастните и децата, се договоривме да доделиме 3 први места кај детските ансамбли и 3 први места кај возрастните. Третото место кај детските фолклорни ансамбли го припадна на Кут Ристо Донев, учител.
кај детските ансамбли, оди кај членовите на Кудорце Николов Одињо. Додека првото место и припада на членовите на Куд Цветови од село Дедин. И сега одиме кај оние што навистина подолго време се во фолклорот и за кој би рекол нема тајни во фолклорот. Третото место припада на Куд Јанко Глигоров од Свети Николе. Второто место на оние кои се не во втората, туку во третата младост. Фолклорен ансамбл Копачка од Ранче. Никако господинот Узунски да остарее и да не остави место на нас помлади. Така ли учител? Годинава мислевме дека најкомплет во целосната изведба беа членовите на ансамблот за фолклор Гоце Делчев од Витоша. Само да наповедам на крајот.